издание на Newsflash ке гледате. Израел на САД ке им ги презентира разузнавачките податоци за иранските беспилотни летала користени во Украина. Што се случува по жестоките судири меѓу бедуинските арапски селани и израелската полиција. Гласот на Америка разговараше со сопругата на неодамно ослободениот украински командант од страна на руската војска во фабриката за челик Азовстал. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чанаумовски. Израелскиот претседател планира да ги сподели разузнавачките информации за иранските беспилотни летала што ги користат руските сили во Украина на денешната средба со американскиот претседател Џо Бајден. Од канцеларијата на израелскиот претседател соопштија дека Израел има слики кои покажуваат на сличностите меѓу беспилотните летала соборени во Украина и оние тестирани од Иран во 2021 година. Иран негираше дека ги испорачал за Русија, а Русија негираше дека ги користела во Украина. Бајден вчера упати предупредување до Русија да не користи валкана бомба или кое било друго нуклеарно оружје. Русија би направила неверојатно сериозна грешка со употребата на тактичко нуклеарно оружје, рече тој во вторникот кога новинар праша дали Русија организира операција под лажно знаме, да употреби валкана бомба и да ја обвини Украина. Се уште не ви гарантирам дека се работи за лажна операција, не знам, но тоа би била сериозна грешка, рече Бајден. Портпаролот на американскиот State Department Нед Прайс во вторникот рече дека има причина за загриженост бидејќи Русија веќе покажа таква шема на обвинувања други за она што таа самата ќе го направи на крајот. Во понеделникот Прайс предупреди на обсежните последици доколку Москва употреби такво оружје. Но оваа тема во Советот за безбедност на Обединетите нации се разговараше за наводите на состанокот зад затворени врати. Серхи Волински беше еден од заробените војни команданти во фабриката за челик Азовстал. Тој неодамна беше ослободен. Гласот на Америка разговараше со неговата сопруга Руслана Волинска. Коли він сказав привіт. Уште во првата секунда кога рече здраво, почнав да плачам и сватив дека тој конечно е слободен. Последен пат кога Руслана Волинска зборувала со нејзиниот сопруг Серхи Волински било во мај, кога украинскиот морнарички командант заедно со другите бранители од челичарницата Азовстал конечно ја напуштија фабриката. Перше што він сказав што Тогаш ми кажа да не се грижам, оти нема да има начин да зборуваме одредено време. Поминале точно 4 месеци и 1 ден пред Волинска и незиниот 6-годишен син Саша Волински да дознаат дека тој конечно бил ослободен од руско заложништво. Волински стапил во контакт со неговото семејство на 20 септември, кога тој и 200 други украински војници под руско заложништво биле ослободени. Коли ја побачила Кога ја видов првата слика што беше објавена онлайн, онаа со ослободените команданти, не можам да сватам што гледам. И речиси во истиот момент Серхи ми се јави и среќно ми рече дека се било во ред и оти бил разменет за руски војници. Волинска вели дека било тешко да се распознаат луѓето на сликата, оти времето поминато во заложништво многу ги сменило. Тому що вони дуже схудли. Сите ослабнале, изгледаат драстично различно. Не секој можеше да го препознае, но јас го препознав. Едно од првите прашања на Волински било за неговите другари, преку 1000 украински војници останале во руско заложништво кога тој бил ослободен. Він просив мене дізнатись в своїх Тој побратимів. сакаше да знае точен број на ослободени војници и да направи список од оние што имале помалку среќа и останале затворени. Му беше многу тешко што сите не биле ослободени. Но Волински веднаш не бил вратен во Украина. Како дел од договорот за размена на затвореници, тој мора да седи во Турција заедно со уште 4 други команданти од Азовстал до крајот на војната. Руслана и Саша отпатувале таму и конечно се сретнале со Серхи на 3 октомври. Другите 215 ослободени украинци биле заменети за околу 55 руси и лидерот на забранетата проруска партија Виктор Медведчук, кој го држи украинската војска. А што се случува по жестоките судири меѓу бедуините и израелската полиција?
Судирите меѓу бедуинските арапски селани и израелската полиција добија на интензитет. Од владата велат дека тие засадиле дрвја на земјиште што и припаѓа на државата Израел. Но бедуините велат дека овој потек е од земање на земјиштето со цел да се земе уште повеќе од нивната племенска територија. Денес има околу 300.000 бедуински арапи кои живеат во пустината Негев во јужен Израел. Околу 60.000 од нив живеат во 35 села кои се сметаат за непризнати. Овие села постоеле и пред 1948 година, но владата не ги гледа како села. Ги нема на картата според државата, како да не постојат. Тоа значи дека нема услуги, нема локален совет, нема патишта, нема вода, нема струја. Околу 6.000 бедуини живеат во непризнаеното село Ал-Зарнук. Повеќето од нив живеат со пошироко семејство најмалку 5 генерации. Ситуацијата е тешка овде. Немаме проточна вода. За електрична енергија имаме само соларни панели. Нема инфраструктура како канализација. Кога врне, има толку многу кал што децата не можат да одат на училиште. Бидејќи целото село се смета за нелегално, израелските булдожери постојано ги уриваат нивните домови. Ова е што остана урнатините на една од куките е всушност куќата на мојот брат. Таа беше урната во 2018 година и ова е резултат на израелската политика за уривање на куки на бедуините во така наречената непризнаена заедница. Видовме повеќе од 3000 уривања на куки во последната година. За прв пат во историјата сегашната израелска владина коалиција вклучува арапска партија предводена од Мансур Абас. Тој вети дека ќе ги подобри условите за живење на бедуините, вклучително и со легализација на 35 непризнаени села. Политиката на сите претходни израелски влади беше да се населат бедуините во градовите изградени од државата, но повеќето бедуини велат дека сакаат да останат во руралните средини. Проблемите со непризнаените села е што ни сеускратени човековите права. Тоа е немање вода, засолниште, струја. Демократските земји треба да ја признаат и сопственоста на домородните луѓе врз земјиштето на кое живеат. Политичката борба меѓу бедуините и нивните поддржувачи и противници во владата продолжува. Кори Сутер е овчар кој направил бизнис користејќи го своето стадо овци за косење и услуги за одржување на тревници. Еве како изгледа тоа. All right, sheep. You guys ready to come out? Morning, sheep. Ba sheep. Ba sheep. I'm Corey Suter. Јас сум Кори Сутер. Јас сум собственик на веб страница и полусобственик со мојата сопруга на фарма од 2 хектари за органско производство. Го купив доменот за веб страната пред да ја купиме фармата. Имав многу бизнис идеи. Од секогаш ме интересирало предприемништвото. So this is your grazing area today. We got lots of work to do. So I am a shepherd. Јас сум овчар. Се грижам за ова стадо од 2016 година, а овците се независни изведувачи на операцијата. It looks like the young ones are ready to go. I had been practicing work. 5 години ги вежбав овде на мојата фарма, пред да почнам да ги носам на други места. Bringing them out to other places. Cinnamon, you saying hi? Ова овца се вика Цимет. Моите деца им дадо имиња на овците. Ако имате помалку од хектар, тогаш им се потребни околу 2 часа за пасење. Тука има отровен бршен. Ке почекам овците прво да го обработат местото. Овците повеќе сакаат лисија од дрвја, бршлен и плевел отколку самата трева. Работата што ја завршуваат не е совршена, но ако ја сватите како дополнение на вообичаеното косење трева, тогаш е добра. Овците не ја заменуваат машината, се разбира. Во ова има многу потенцијал. На нас луѓето ни предстои светла иднина ако продолжиме да учиме и да работиме заедно со природата, наместо да се обидуваме да доминираме врз неа. Ете, и тоа е можно. Го гледате Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Имајте убав ден. Пријатно.